Лариса Ирклиенко и нејзината мајка избегаа од градот Харков на третиот ден од руската инвазија на Украина. Куќата на мајка ми беше уништена. Уништен е дел од покривот. Кога се преселивме со мајка ми во САД, свативме дека не е лесно да се најде втор дом за нас. Тие дојдоа во градот Естес Парк во сојузната држава Колорадо за да и се придружат на ќерката на Иркиленко, Ирина, која ја повика нејзината мајка да направи лекарски преглед по стресот од бегството од Украина. Лариса беше упатена на рутинска колоноскопија која се препорачува по 45-тата година. Таа мислам дека тогаш имаше 59 години и немаше направено колоноскопија за скрининг. Испадна дека има рак во втор стадиум. Докторката Мекленан вели дека ракот бил во напредна фаза и агресивен, но Иркиленко не покажала симптоми. Кога дознав дека го има ова, некако разбра дека има одредени симптоми, кои мислела дека доаѓаат поради стресот и на сето тоа што се случувало во Украина. Операцијата за отстранување на ракот на Иркиленко беше покриена од Американската програма за бегалци Обединување за Украина. Здравствениот систем на Универзитетот во Колорадо придонесе на најголемиот дел од нејзината постоперативна нега. Ирина вели дека тие постапки го спаселе животот на нејзината мајка. Потребно е време за да се направи биопсијата и да се добијат резултатите, но докторката Меклелан веднаш го забележа тоа. Таа не поврза со најдобриот специјалист. И така знаев дека мајка ми ќе биде загрижена. Навистина беше неверојатно да се види групата професионалци кои се собраа и помагаа. Иркиленко во Украина била инженерка. Сега таа работи во сендвичарница и работи на подобрување на нејзиниот англиски јазик, а запознава и нови луѓе во нејзината нова заедница. Во Америка сите луѓе ја имаат истата превентивна операција. Во Украина не. Ако сега бев во Украина, тоа можеше да влијае негативно на мојата болест. Во САД видов дека има многу модерна медицина. Многу е важно да се има превентивна медицина и рана диагноза. И покрај тоа што сака да се врати во Украина кога ќе нема војна, Иркиленко е благодарна за времето што го поминува со нејзината ќерка и внука. Се обидовме да ги донесеме и тука да имаат нов дома, потоа да се молиме за мир во Украина, дека сето тоа ќе престане и тие здрави и срекни ќе си одат дома. Близу 300.000 украински бегалци се примени во САД преку програмата Обединување за Украина од почетокот на руската инвазија во февруари 2022 година.